Опасниот индиски сој ќе влезе во Македонија бидејќи надлежните за да ја спасат економијата целосно ги олеснија рестрикциите, алармира микробиологот Никола Пановски. Тој вели дека делта варијантата на COVID-19 која пустоши низ светот ќе стигне и кај нас, но се надева дека нема да предизвика сериозни проблеми бидејќи дел од населението веќе го прележа вирусот, а дел е имунизирано. Апелира вакцинацијата да се забрза пред следниот евентуален бран во септември. Има шанси додека дојде и додека се прошири да се вакцинира што поголем број на населението и да не биде некој голем удар за нас. Меѓутоа дека ќе влезе, ќе влезе. За професорот Пановски, погрешна и контрадикторна е одлуката на здравствените власти да дозволат одржување на свадби во затворен простор без носење на маски. А од друга страна, граѓаните да мораат да носат маски во други затворени простории како маркети, банки и молови. Тешко ќе биде, вели, да се откажат сите веселби ако епидемиолошката состојба во меѓувреме се влоши, бидејќи финансискиот товар ќе падне на грбот на граѓаните и на стопанствениците. Веќе е нелогично да натре сега носиме маска во затворено, ако ќе одиме на свадба кај што луѓето пеат, играат, се движат, да не носат маски. Меѓутоа ако навлезе повторно тој индиски сој, потоа ќе биде доцна да тие закажани свадби кои се закажуваат со месеци однапред се откажат. А тоа ќе биде проблем пред се во септември. Мислам дека има алтернатива надвор да се одржуваат. Јас не би донел таква одлука, меѓутоа очигледно економскиот интерес е тука. Олеснувањата на протоколите за заштита од COVID-19 во Македонија доаѓаат во време кога големи економски сили, како Австралија и Израел, ги заоструваат мерките воведувајќи задолжително носење на заштитни маски или строги карантини, поради ширењето на индиската мутација на коронавирусот. Експерти веќе подолго време алармираат на опасноста делта сојот во скоро време да влезе во Македонија поради ширум отворените граници, без задолжителен PCR или антигенски тест и без доказ за вакцинација.